Добар ден, почитувани, стартува на новата Телма амбуланта. Кога зборуваме за лековитите растенија во служба на здравието, обично помислуваме на традиционалната медицина. Но може ли фитотерапијата да има свое место и во современата медицина? Што се тоа хербални лекови, дали станува збор само за чевите и тинктурите? Колку се ефикасни и може ли со нив да се предозираме? Може ли да имаат несакани ефекти со оглед на тоа дека станува збор за природни препарати? Имаме бројни дилеми на кои што ќе побараме разрешување од денешниот гостин Минов Михаил, магистар фармацевт во Еурофарм. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото на Телма со нашиот гостин. Дали лековитите растенија и денес се моќен сојузник во лекувањето на разните состојби и болести? Ке ни појасни денешниот гостин Минов Михаил, магистар фармацевт во Еурофарм. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов, Марија, благодарам за поканата. Секогаш е задоволство да се биде гостин во амбулантата на Телма и кај вас. Не само што хербалните лекови се одамна во употреба со векови наназад, него денеска првата форма на медицина всушност е била. Апсолутно. Лековитите растенија и минералните соли. Тоа знаеле луѓето пред илјадници години, до ден денешен се во употреба и едните и другите. Денешната статистика вели дека преку 80% од нас луѓето секојдневно употребуваме некаков хербален лек. Дали ќе биде тоа во облик на чај, дали ќе биде таблета, капсула, тинктура, капки или некој друг дозажен облик, фармацевски дозажен облик, меѓутоа преку 80% од луѓето секојдневно ги употребуваме хербалните лекови. И понатаму, значи си наоѓаат свое место во современата медицина. Да, современата медицина ги признава, ги поддржува, ги анализира и го докажува нивниот бенефит врз здравието на организмот, но не е тоа без ризик. Ке појасните во текот на емисијата и за ризиците, но споменавте дека тие може да бидат во различна форма, бидејќи кога ќе помислиме на хербални лекови, првата асоциација ни е чај или пак некаква тинктура. Но може да бидат очигледно и во други форми. Може да бидат и во други форми. Традиционално се подготвуваат во домашни услови во облик на чај, бидејќи стручно тоа се вика инфуз, бидејќи е наједноставен за подготовка, едноставно треба топла вода, шолја, односно филџан и кесенце од чајот или 10-20 грама од исушеното растение. Тинктурите веќе се дозажна форма кој што ги дозираме на капки, меѓутоа современите иновативните фармацевски истражувања велат дека најдобро е воколку таквите ароматични масла, првенствено, се спакувани во облик на капсула која што директно се проголтува и веднаш се разградува во желудникот. Поинаков тип на капсула е него ли она во која што е антибиотикот, например, спакуван, сосема поинаква технологија, посоодветна за хербални екстракти, меѓутоа поентата е да се избегне влијанието на плунката, односно на ензимите од плунката и директно тие етерични масла, ароматични масла да бидат внесени во желудникот каде што ќе делуваат. На ваков начин се постигнува висока биорасположивост, односно во висок процент делуваат активните компоненти од растителниот екстракт онаму каде што треба. А дали витамините и минералите, односно додатоците на исхраната, суплементите, спаѓаат во категорија на хербални продукти? Понекогаш да, но не сите. Значи, витамините воколку се од природно потекло. Ја имаме ацеролата, витамин С, имаме ред други, витамино D3 како рибино масло. Тоа се све производи кои што спаѓаат во групата на традиционални лекови. Не се од хербално од растително потекло, спаѓаат во групата на традиционални и повеќето од нив се во оваа група на хербални лекови, бидејќи традиционалните лекови како терминологија се почесто се заменува со хербални или поново постојат гранични
производи, англискиот превод е borderline продукти, кои што се во однос на ефикасноста, но и токсичноста помеѓу лековите и овие хербалните лекови. А како се произведуваат хербалните лекови? Дали во тој процес се прават и клинички испитувања со кои што се докажува нивната ефикасност, но и токсично се ве споменавте, несаканите ефекти, дали се анализираат, каква е безбедноста, како и конвенционалните лекови? Значи, каков год да е производот, од фармацевски аспект гледано, мора да биде тестиран во однос на стабилност, во однос на рок на употреба, во однос на токсичност, пред него што биде пуштен во промет, односно да добие дозвола да биде пласиран во аптеките. Хербалните лекови се произведуваат првенствено од растителна суровина. Понекогаш е тоа целиот надземен дел од растението, односно целото растение, вклучително и коренот, некогаш е само надземниот дел, некогаш се само листовите, кај ехинацијата се, например, тоа цветовите, исто и од кај камилицата, од нането го употребуваме листот, различно е, нели, зависно од растението. Добиената растителна суровина, исушена соодветно со точно одреден процент на влага, понатаму оди во процес на производство каде што со соодветни технолошки процедури се екстрахираат активните компоненти. Пример, ако земеме една тинктура, например, од нането, односно ароматичното масло од нане, во него има многу, околу 100 активни компоненти. Референтни како параметри се само неколку. Нормално во листата, во извештајот мора да бидат напишани сите во точната концентрација која што ќе се детектира, најчесто хроматографски, меѓутоа се референтни неколку само параметри. Откако тоа ќе се добие, значи како финален еден производ, како, ајде да кажам, една меѓуфаза, следното е соодветно пакување во дозажна форма која што ќе биде најсоодветна за намената на производот. Например, ако производот е наменет за перорална употреба, односно за пиење, дали ќе биде тоа во облик на например, пастили за лижење, кои што би содржале, например, ехинација, ѓумбир, мед, лимон, кои што се наменети, нели, кога грлото не гребе, односно кога се разболуваме во едни почетни фази од настинката, или ќе биде во облик на оние претходно што ги спомнав, комбинација од 3 ароматични масла за терапија на хеликобактер, па во случајот треба да делува буквално во желудникот, или па ќе биде наменето како производите кои што се наменети за терапија на диарејата, ќе треба да делуваат во подолниот дел од дигестивниот систем, односно во цревата. Во случајов тоа е активниот јаглен, добиен од растителни суровини. Бидејќи активниот јаглен, медицинскиот јаглен, може да биде добиен и од минерален извор, меѓутоа растителниот е далеку поефикасен споредено со минералниот. Што би се рекло, со една таблета се завршува целиот процес на, како да кажам, на сопирање на конкретниот проблем. А дали хербалните лекови би можеле да се комбинираат со конвенционалните лекови? Сите ги комбинираме секојдневно. Не може да дојде во некаква интеракција? Доаѓа до многу интеракции. На лековите? Доаѓа до многу интеракции, повеќе пати дури се случува да се потенцира дејството на конвенционалниот лек при употреба, например, при преголема употреба, например, на конкретен чај, во текот, например, еве зимно време, воколку претераме со пиење на чај од нане, можно е да дојде до потенцирање на дејството на лековите наменети за намалување на покачениот крвен притисок. Бидејќи нането... Значи може со нането да се претера и тој да има воколку се предозираме, да, зборуваме за количина која што е поголема од 2 литра во текот на денот. Ретко кој испива толку многу чај од нане. Ретко кој ќе испие толку. Но може да се случи. Повеќето луѓе дури ни вода обично не пијат во таа количина и нели она дехидратација е еден од најчестите симптоми поради кои што луѓето се јавуваат на доктор. Меѓутоа, да, постојат интеракциите помеѓу хербалните лекови и конвенционалните лекови, и поради тоа ги охрабрувам сите гледачи на Телма, секогаш кога ќе одат кај својот матичен доктор и кај својот специјалист,
да му укажат, да кажат што пијат од хербални лекови, бидејќи хербалните лекови се лекови кои што се издаваат во аптека на барање на самиот пациент. Односно, нема потреба од лекарски извештај, во најголем број од случаите, понекогаш е задолжителен, меѓутоа во најголем број од случаевите луѓето сами ќе земат пастили со ехинацеа и со ѓумбир, а тој истиот ѓумбир, например, од таа пастила може да делува на да интерреагира со лековите кои што се наменети за намалување на маснотиите во крвта. Една друга интеракција. И при тоа ќе испадне на крајот дека конвенционалниот лек не делува, бидејќи се блокирал од ѓумбирот кој што бил излижан во случајот бидејќи човекот осеќа гребење во грлото. Особено се озогласени хербалните лекови од грејпфрут кога станува збор за интеракција со лековите. Дали е тоа точно? Да, постои таа анатема и таа е оправдана и навистина не треба грејпфрутот, односно сокот од грејпфрут, да се конзумира кога се употребуваат најголем дел од конвенционалните лекови. Не е тоа дека ќе ги разложи, раствори, ќе ги инактивира самите конвенционални лекови, туку грејпфрутот ќе доведе до активирање на бројни ензими во црниот дроб, кои што така активирани, 3 пати поактивни отколку вообичаено, за многу пократко време ќе го изметаболизираат конвенционалниот лек, така да неговиот ефект ќе биде, како да кажам, како да е пациентот субдозиран, односно како да нема доволно активна субстанца во таблетата против, например, хиперхолестеролемијата која што е примил, а тоа е све затоа што во денот изел, например, 3 или 4 грејпфрути кои што нели ги препорачуваме па зимно време заради содржината на С витамин, односно за имунитетот. Така. Затоа не треба истовремено да се комбинираат. Или на лекарот да му се предочи што се зема од хербални лекови или пак чаеви и сокови за да се направи секој од нас како човек си одговорен пред самиот себе си. Воколку јас не му кажам на мојот доктор дека употребувам ѓумбир, грејпфрут, чајот нане дека ми е задолжителен навечер, а при тоа добијам конкретна терапија, ќе испадне дека дали терапијата не делува, дали лекарот не делува. Нели, сосема поинаква слика се добива за официјалната медицина, тоа се све поради тие интеракции. Дури постојат интеракции помеѓу самите хербални лекови. Помеѓу себе, затоа што многу пати ние самите како луѓе, конкретен пример е брусницата. Си правиме миксеви од чаеви понекогаш? Да, сами на своја рака, сметајќи дека ништо лошо нема да ни се случи, дека се тоа сепак некакви растенија кои што така растат и во двор, нането, нели? Меѓутоа, воколку сами искомбинираме брусница со увин чај, кој што некако најчесто во аптека се случува дека луѓето кои што патат од подчести инфекции во циститис, уринарни инфекции. Обично ги барат и двата препарата. Истовремено и брусница и увин чај. Во никој случај. Зошто не смеат да се искомбинираат? Дури и препораката е помеѓу брусницата и увиниот чај да се направи пауза од минимум 10 дена. Постручно кажано, увиниот чај содржи сложени активни компоненти, арбутин, метиларбутин се викаат од групата на хетерозиди, кои што бараат базна средина за да делуваат. Значи, увиниот чај, кога сме на терапија со увин чај, во никој случај не смееме да јадеме благо, не смееме да јадеме овошје, шеќерот, рафинираниот шеќер, све она што ќе доведе до закиселување на средината во нашето тело. Треба да го избегнуваме. Шеќер не сме, месо не сме. Месо? Да. Кога сме на терапија со увин чај. Од друга страна, брусницата па бара кисела средина за да незините активни компоненти делуваат. Фактички истовремено, ако ги примениме брусницата и увиниот чај, тие помеѓу себе ќе им се поништи дејството, ќе испадне дека оваа брусница од овој производител, односно овој увин чај, не делува.
Нели, тоа е тоа доживување кое што ќе се јави кај кога нема пациентот, никаков ефект, бидејќи така. нема ефект. Всушност, дошло до поништување, до таква една непосакувана интеракција помеѓу двата производа и ефектот кај пациентот е никаков. Односно, пациентот е се уште со болка, се уште трае воспалителниот процес, односно заболувањето, при тоа терапијата е испиена, но не е соодветна. Значи има научни протоколи на кој Апсолутно. начин да се земаат хербалните лекови? Да, хербалните лекови, значи постои цела една наука во фармацијата, односно научна област, се вика фармакогнозија, која што е со векови стара, каде што луѓето со векови истражуваат, докажуваат и наново потврдуваат со нови иновативни лабораториски техники што е тоа кое што делува во конкретна растителна суровина, зошто во таа доза треба да се применува, а не во некоја поинаква, што значи токсичната доза од брусницата, например, постоја дури и труење со брусница, звучи неверојатно, меѓутоа да, постои, нели цела наука. Ќе се задржиме на токсичноста малку подоцна, а јас сега би сакала да ве прашам во однос на дозите. Се знае ли точно колкава доза од одреден хербален лек е пожелно да се зема, со оглед на тоа дека се работи за растителни производи? Марија, знаете како хербалните лекови, кога ќе ги подигнеме во аптека, кога ќе ни ги издаде фармацевтот во аптека, на самата амбалажа пишува деклариран состав, колку содржи од активната компонента. Меѓутоа, ние ги употребуваме ради активните субстанции што се наоѓаат во таа активна компонента. Секако дека во таблетката брусница, например, има и други компоненти кои што се додадени за да биде формулирана како таблета, односно да биде таа дозажна форма. Но, потеклото на суровината, почвата на која што тоа растение е растено, влагата присутна во почвата, односно во воздухот, бројот на сончеви часови, се тоа влијае на квалитетот на растителната суровина. Така да истата таа брусница што е кај нас набрана, со она која што е, например, во Хрватска, ќе биде многу поразлична во составот. Така да, ако од нашата брусница, например, треба 500 милиграми, од Хрватската ќе треба можеби 1000, ама можеби и 200, зависно од концентрацијата на тие активни компоненти кои што се наоѓаат внатре. Инаку да, постојат за секоја една растителна суровина дефинирани или препорачани дневни дози кои што не би требало да ги надминуваме, бидејќи хербалните лекови се наменети да олеснат почетни стадиуми од конкретно заболување. Хербалните лекови не се семоќни, исто како и конвенционалните лекови што не се семоќни, треба да се внимава и на исхраната, и на начинот на живот, но да се придржуваме и до дозата. Еднаш дневно, една таблета или 3 пати дневно по една таблета, значи буквално тоа. Тоа не значи 3 пати дневно по 3 таблети, затоа што ете така ќе ми делува подобро. Демек јас ете голем сум, висок сум, нели? Да, повеќе клетки имам, па ми треба повисока концентрација. Многу лош аспект на само дозирање. Кога станува збор за увиниот чај, ќе се задржиме уште малку на него. Има едно народно убедување дека колку поголема доза од него се испие, толку е тоа подобро кога станува збор за уринарна инфекција. Да, го имам чуено и пациенти во аптека многу пати кажуваат, смеам ли по 5 литри од овој чај да испием во текот на денот. Никогаш немам препорачено такво нешто, бидејќи, знаете, кај уринарните инфекции, да, антибиотикот кој што ќе делува на конкретната бактерија, која што е детектирана со правење на бриз, односно, нели, исследувања во лабораторија направени, поентата е тие 7 до 10 дена на терапија да имаме константен прилив на активни компоненти од увиниот чај. Да не направиме како бомба една денеска 6 литри, па ете утре половина литар, па задутре, не знам, само една чаша, 200 милилитри од увин чај, затоа што едноставно нема да можеме да го испиеме. Грдот ќе ни биде на вкус. Ќе се предозираме, што би се рекло. Така да А може проблем некаков да ни направи предозирањето? Апсолутно.
Велат дека не Апсолутно. смеат деца да пијат одредени чаеви или пак растителни лекови. Еве, увиниот чај не се препорачува кај деца. Знаете како, кај децата, педиатриската популација, согласно дефиницијата во официјалната медицина, е до 12 годишна возраст. Традиционално, кога ќе видите и кај многу мали бебиња се давало чајче од ким за грчеви. Години наназад. Дури постои како готова формулација од фабрика. Детскиот организам е малку поспецифичен него ли возрастниот од аспект на развиеност на ензимските системи. Така да не секоја храна, вклучително и хербален лек и конвенционален лек, значи се она што од надвор го внесуваме, стручно тоа го велиме ксенобиотик, ќе биде соодветно метаболизирано кај дете кое што има, например, 3 години. Токму поради таа недозреаност на ензимскиот систем. Кај детето од 3 години ни имунолошкиот систем не е развиен. Многу системи не се развиени, нели? Сепак е тоа млад организам кој што допрва му следуваат предизвици во животот, кои што вируси, бактерии, кои што ќе треба да ги надмине. И сега да проговориме за токсичноста на хербалните лекови, бидејќи постои повторно народно убедување дека не можат никако да ни наштетат, со оглед на тоа дека се растенија, природни. Да, не можат, тоа народно убедување го имам чуено и јас и цело време го давам примерот со копривата, зошто тогаш кога ќе сакаме да направиме, например, пита со фил од коприва, ќе си ги изжуркаме рацете, па ќе имаме условно кажано како алергиска реакција. Инаку копривата е исклучително, поготово семето од копривата, е исклучително вредна хербална суровина, која што се ординира и официјалната медицина ја признава за терапија на анемија, односно делува на железото, односно неговото искористување, вметнување во еритроцитите на ниво на клетка. Но и листовите се исклучително хранливи, али тие имаат компоненти кои што нас ќе ни журкат по рацете, односно ќе се појави таа алергија. Истото ќе се случи и воколку употребуваме, например, камилица, воколку употребуваме листот од камилицата, од растенијето камилица, знае да направи иритација на кожата. Многу од растенијата ќе предизвикаат алергиска реакција, односно реакција на пречувствителност на организмот. Нешто во таа хербална суровина, ние, конкретно јас, не сум соодветен за да ја применам таа хербална суровина. Нешто ми смета. И нормално организмот, имуниот систем започнува да реагира, формирајќи, односно натрупувајќи имуноглобулин Е на местото на контактот и настапува таа реакција на пречувствителност. Понекогаш знае да настане и посериозен несакан ефект од типот на задушување. Дури во литературата постојат и документирани случаи дури и на запаѓање во кома при предозирање со хербални лекови. Значи опасно е предозирањето и треба да се внимава на она што е наведено во упатството. Да се придржуваме до начинот, до режимот на дозирање. И нормално да не претераме. Значи може да предизвикат несакани ефекти слични на конвенционалните лекови? Може да ни предизвикат гадење, вртоглавица? Апсолутно, дури повеќето од нив. Дури повеќето, знаете, сите сме ние различни. Например, постои група на хербални суровини која што стручно ја означуваме како адаптогени, во која што спаѓа женшенот, сибирскиот женшен, ашвагандата. Тоа се, како да кажем, популарни растителни суровини кои што ги доста често се употребуваат, но не секој од нас, организмот наш, не реагира соодветно на тие хербални суровини. Односно, воколку, например, ашвагандата е наменета за стабилизирање на нивото на кортизол и спаѓа во групата на стрес контролирачки субстанци, кај луѓе, одредени луѓе, знае да го покачи нивото на кортизол, односно самиот човек да се почувствува вознемирен. Како да е по стрес. Да. А повисокото ниво на кортизол утре задутре ќе предизвика други проблеми со организмот. Може ли
неограничено долго да се користи некој хербален лек, со оглед на тоа дека е од растително потекло? Па знаете како чајот од нане, например, цела година можеме да го пиеме. Исто и со чајот од камилица. Увиниот чај го употребуваме најчесто кога ќе осетиме пецкање, нели? Истото се случува и со ехинацејата, пастилите со ехинацеја и ѓумбир ги лижеме кога имаме проблем со грлото. Не е дека не можеме и во јули, и во август месец, да. Меѓутоа, реално можеме во текот на целата година. Куративата во случајот не е како со конвенционалните лекови 7 до 14 дена, односно, нели, зависно од лекарството, постои и хронична терапија која што мора подолг временски период да се употребува. Од аспект на конвенционален лек, хербалните можат да се употребуваат, но во примерната доза. Односно дозата која што е препорачана. Да не ја прекорачуваме дозата. Тоа важи и за конвенционалните и за хербалните. А колку време е потребно по нивното земење за да се почувствува ефектот? Дали е брз, исто како и кај конвенционалните лекови? Многу е индивидуален нашиот одговор кон сите ксенобиотици, вклучително и конвенционалните и хербалните лекови. Најчесто ефектот од хербалните лекови настапува после подолг временски период. Односно, после 3 до 5 дена, веќе, 5-тиот, 6-тиот ден, човекот ќе осети едно подобрување на севкупната здравствена состојба. За разлика од, например, од антибиотикот, каде што ефектот ќе се почувствува уште истиот ден вечерта, воколку утрината е земена таблетата, односно, веќе утредента после 24 часа, човекот ќе се почувствува подобро, бидејќи антибиотикот има сосема поинаков механизам на дејство. Хербалните лекови, да, дејството им настапува поспоро, меѓутоа и се губи за пократко време. Така да додека смена терапија со хербален лек, би требало тогаш да негдека после 10 до 15 дена да се постигне еден како зенит на ефикасноста на лекот. Се препорачуваат хербалните лекови и кај хроничните и кај акутните заболувања? Сеедно е? Да, постојат, нели, зависно од индикацијата, зависно од самиот хербален лек, постојат такви кои што се употребуваат кај хронични синдроми, односно состојби во организмот, постојат и такви, например, како што е кај настинката, кај грипот, пастилите со ехинацеја и ѓумбир се одлично решение гледано, нели, од аспект на превенција. А што е, да речеме, со замастениот црн дроб, со атеросклерозата, односно со оние масни наслаги што се таложат на крвните садови? Има ли хербални лекови кои што може да постојат? Тоа е магарешкиот трн кој што расте во Македонија. Буквално расте во секој двор, дури во Скопје го имаме по дворови, буквално како коров расте. Тоа растини со розов, виолетов е цветот, како со ботски, самото растение има многу трња, магарешки трн, нели? Така му е името, магарињата го јадат. Инаку магарињата се едни од најздравите живи организми на планетава. Може би ради овој магарешки трн. Ако се земе, да речеме, чај од магарешки трн или некој друг тип. Од семето се употребува. Сигурно ли ќе има ефект? Да. Ќе дојде до стабилизирање на хепаталните ензими при употреба на чајот, односно тинктурата од семето од магарешкиот трн. Оние АЛТ и АСТ, кои што на крвната слика кај 80% од луѓето се обично покачани ради нашиот начин на исхрана, бидејќи сакаме да јадеме помасно, така, по-конзервирано. Па и со храна со шеќери, сето тоа доведува до проблем. Вишокот шеќер се депонира во облик на масти, а за тоа се одговорни повторно овие ензими. И доаѓа до замастување на црниот дроб и тоа е еден маѓепсан круг, да. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Минов Михаил, магистар фармацевт во Еврофарм, е гостин во студиото на Тилма. Тој ќе даде појаснување на бројните дилеми кои што ние ги имаме, а секако и ваши, поврзани со денешната тема, тоа се хербалните лекови. Сега ќе се задржиме малку поконкретно на одредени хербални лекови, како што е, да речеме, брусницата.
ја споменавте пред малку. Дали е подобро се земе чај од брусница или пак можеби апче, таблетка? Зависно од состојбата на пациентот, на човекот. Значи, воколку е уринарната инфекција акутна, воколку е Шерихија коли е исклучително намножена, тогаш таблетата брусница ќе заврши многу повеќе, ќе има многу поудобар ефект споредено со чајот. Во случајот, например, на таква, ајде да кажем, стална Ешерихија коли, локализирана уринарно, ќе доведе акутните состојби, ќе ги средуваме со таблетата, меѓутоа хронично ќе дадеме препорака за пациентот еднаш до 2 пати во текот на денот чајот од брусница да му биде условно кажано секојдневие. Ќе имаме гледачи кои што ќе ги вклучиме, потоа ќе продолжиме со чаевите, бидејќи оваа тема е неисцрпна кога станува збор за чаевите, како што е зелениот чај кој што е многу популарен, а тука си чаевите за слабење, но ќе им дадеме предност на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам голем поздрав до вас. Ви благодарам. Важно моје прашање. Ако може да ми каже фармацевтот за хеликобактер што е лекот и за полип на хранопроводникот, па ќе ве молам, ако може да ме објасни што чаеви, дали има спас од тие болести. Така, ви благодарам за вклучување. Да го слушаме и прашањето на следниот гледач. Ајде да го слушнеме, да ни чека на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да прашам за ова чајот од магарески црн. Добро. И силимаринот. Во исто време може да се конзумира? Не. Не? Не, или чајот, или таблетите силимарин. Благодарам. Значи, тука нема мешање, добро. Не смееме, значи исто како претходно што спомнав, или едното, или другото. Двете истовремено, бидејќи се иста активна компонента, наеднаш ќе внесете премногу од активните компоненти од магарешкиот трн, ќе се доведете во една условно кажано претоксична фаза, која што може да прогредира дури во токсичен ефект од производот. А кога станува збор за гледачката што праша за хеликобактер? За хеликобактер, значи ви ги спомнав тие иновативни производи кои што се фактички таа иновативна капсула во која што се наоѓаат 3 етерични масла, ароматични масла, кои што се така спакувани да буквално со проголтување на таа капсулата веднаш се распаѓа во желудникот, ја поминува устата, односно хранопроводот, бидејќи плунката содржи ензими кои што ги разградуваат овие компонентите од ароматичните масла. И ради тоа, условно кажано во облик на чај, овие 3 растенија нема да делуваат. Меѓутоа, вака спакувани ќе делуваат буквално онаму каде што треба, односно во желудникот на хеликобактер пилори. Смеат да се комбинираат вакви етерични масла со антибиотска терапија, бидејќи обично пациентите со хеликобактер примаат антибиотска терапија по долг период. Да, најчесто ја примаат. Во принцип ги препорачуваме хербелико да се употребуваат после антибиотската терапија. Значи, ако помине 1, односно 2 циклуса со антибиотикот, после тоа се почнува со шемата со овие капсули кои што се со ароматичните масла. А за полипот во хранопроводот, полипите се во принцип вирусни одговор на организмот кон конкретен вирус. Би требало да консултирате специјалист гастроентерохепатолог. Јас како фармацевт не смеам ништо вака преку телевизија, меѓутоа треба да консултирате доктор. Така. Најчесто полипите хируршки се отстрануваат од организмот и понатака, бидејќи вирусот условно кажано ќе остане во организмот, би требало да се делува на да се употребуваат производи кои што ќе го подобрат вашиот имунитет, за да не дојде до наново формирање на таков полип. Ајде да вклучиме уште двајца гледачи пред да преминеме на моите прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам едно прашање. Стара жена сум од 73 години. Така. Пијам апчиња за депресија. Сега, сум купила капки од валеријана. Дали можем, например, наместо 3 пати да пијам апчиња,
2 пати да пијам, а еднаш да пијам Валеријана. да земам капки од валеријана. Дали смеам тоа нешто да направам таква комбинација? Терапијата 3 пати дневно ви е детерминирана од доктор? Да. Да, ќе се придржувате до таа терапија, како што ви кажал докторот, психијатарот, така ќе го применувате лекот, а валеријаната во облик на капки, тинктурата ќе ја применувате, ајде да кажем, половина час пред заспивање. Можете во случајов и да пробате со мелатонин, дали во облик на чист мелатонин, дали во комбинација мелатонин со валеријана. Постојат комбинации, мелатонинот е хормонот кој што ни дозволува полесно да заспиеме и да спиеме 8 часа, односно да се разбудиме наспани, бидејќи квалитетот на сонот е од пресудно значење за енергијата во текот на утрешниот ден. Но никако не може капки валеријана, односно екстракт од валеријана да замени антидепресивна терапија. Така. Дури и воколку сакате, например, хербален лек кој што поседува антидепресивен ефект, морате да го консултирате вашиот доктор дали ќе ви го вклучи во терапијата, во режимот во кој што се наоѓате во моментов, 3 пати дневно по 2, мислам, зависно од лекарствата што ги примате, или ќе почекате да се заврши со таа терапија, па ќе можете да вклучите, например, таблетки хиперикум, односно од кантарион. Ќе зборуваме и за кантарионот, токму за нивниот ефект, но ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Само ќе ве замолам да го следите разговорот во слушалката, не преку телевизорот. Ве слушаме, повелете. Ало? Намалете го тонот на телевизорот, најдобро сосема да го исклучите. Да, и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Едно прашање за што е, не знам, аптекар, фармацевт, што е? Фармацевт, така? Аптекар, фармацевт. Дали овие растенија, што ги кажува он, вредат за деменција, и за подригнување на желудникот, нон-стоп да се подригнува, нон-стоп. Дали овие билки се... Така, дали има некое растение што би помогнало во овие два случаја при проблем со желудникот, како подригнување и кај деменцијата? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Подригнувањето е резултат, инстинкт е одговор на организмот на внесен воздух при джвакањето, односно голтањето на залакот. Да, човекот треба да се научи правилно да джвака и правилно да голтне, а самото подригнување може да биде резултат и на присутна хеликобактер. Така да овие што би ги спомнав за хеликобактер како комбинација од ароматични масла ќе дадат убав ефект и во случајот на такво често подригнување. Секој од нас подригнува, мислам, тоа е многу физиолошки, многу нормално, секојдневно го правиме сите. А во однос на деменцијата, бидејќи станува збор за еден дегенеративен процес, не е тоа заболување, туку е процес на старење на организмот кој што е условно кажано иреверзибилен. Неповратен. Да, не може да се од дементен човек не можете да добиете нормален, нели со нормална функција на нервниот систем. Поентата на хербалните лекови, например овие адаптогените, е да го успорат, односно да го забават тој процес на старење на мозочното, на можданото ткиво. Да, тука се подразбира истовремено на 70 годишна возраст да започне да се учи странски јазик, да се игра шах, да се многу активности кои што повеќе се мисловни отколку физички, али поентата е да биде мозочната активност на високо ниво. Мисловниот процес да се поттикне, така. Во овакви случаи многу често луѓето посегнуваат по гинко. Дали гинкото ќе ја подобри меморијата, ќе ја засили концентрацијата? Све ќе направи. Гинкото све ќе направи, знаете како гинко билова е у суштина еден реликт од многу одамна, како растение постои, односно дрво е тоа, постои милиони години.
Гинкото, односно неговите активни компоненти, делуваат на подобрување на микроциркулацијата. Таква микроциркулација има во мозокот, во белите дробови, во хепарот. Гинкото се дава и за подобрување на стерилитет. Значи, има многу широка примена. Гинко билоба, дали во облик на таблета, дали во облик на капсула, во облик на чај го нема, бидејќи другите компоненти кои што ги содржи листот од гинкот, кој што се екстрахира активната компонента, делуваат токсично на организмот. Слично се случува и со ехинацеата. Чај од ехинацеа многу ретко може да се најде. Јас 20 години работам, немам видено чај од ехинацеа, секогаш е во облик на тинктура, односно да, ориблета за лижење. Инаку да, гинкото апсолутно ќе ни помогне. Гинкото го даваме, го препарачуваме кај проблеми со слухот, ред симптоми кои што се поврзани повторно со таа микроциркулација. Имаме уште двајца гледачи, тие ќе бидат воедно последни вклучување во денешната Телма амбуланта, за да имаме можност да ги одговориме останатите прашања кои што сметам дека се исклучително интересни и важни за да се информираат гледачите, поврзано со чаевите и со кантерионот. Ајде да ги слушнеме следните јавувања. Добар ден за првиот гледач од двајцата што се на линија. Добар ден. Повелете. Добар ден. Едно поздрав до вас во студиото. Ви сакала да прашам да ми каже за некој лек против хемороиди. Така, на природна база, некој решение за хемороиди. Ви благодарам за вклучувањето, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав и од мене до почитуваната водителка, почитуваниот гостин. Благодарам. На оваа тема јас имам едно интересно прашање. Поради сознанијата што веќе ги слушнав од вас, јас имам навика многу, сум љубител на чаеви и многу повеќе и од кафето. Освен кафето секојдневно, конзумирам чај од хибискус, најмногу, и тоа со годину. Без шеќер, со прав од џумбир и со сушен плод од брусница. Тоа ми е некој ритуал да после кафето веднаш чајот, со години е така и се прашувам дали некои последици од ова може да има. Ви благодарам многу и така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Во принцип, втората гледачка со чајот од хибискус, ѓумбир и брусница, во принцип, верувам дека става многу малку ѓумбир и многу малку од брусницата, а хибискусот е условно кажано класична кесичка од 5 грама. Без оглед што е со години и зиме и лете, не би требало да има никаков проблем. Чак што више, односно, самиот ѓумбир како таков, кај возрастните луѓе го тонират севкупно организмот. Ви спомнав за онаа група на адаптогени растенија кои што му помагаат на организмот да се адаптира на стресните ситуации. Дури и пролета од временските прилики како се менуваат, и тоа е стрес за организмот. Така да овие адаптогени ќе ни помогнат, ѓумбирот конкретно, и да оној пролетен умор кој што некако сите ќе западнеме во него, затоа што нели се менува денот, односно времетраењето на денот, се менува температурата надвор, ѓумбирот ќе биде тој кој што ќе ни помогне. А во однос на хемороидите, класичната медицина вели дека најдобри лекови за терапија на хемороиди се производи кои што ќе делуваат на подобрување на циркулацијата. Од друга страна, официјалната фармација вели дека производите кои што содржат бизмут, локално аплицирани, значи ректално, кај самиот хемороидот ќе делуваат на подобрување на цврстината на крвните садови на самите хемороиди. Меѓутоа, кога ќе дојде до опуштање на тие вени, тоа се хемороидални вени, најчесто станува збор за луѓе кои што имаат опуштени вени и во пределот на подколеницата, односно на нозет. Фактички се намалува тонусот на самите вени во целото тело. Не само хемороидите, не само подколениците, меѓутоа е тука целиот организам во целост. Конкретно, воколку се крваречки, овие хемороиди, воколку се воспалени,
постојат хидрогелови на база на екстракти од пченица, кои што ќе делуваат исклучително позитивно во терапија на воспалени хемороиди. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе го излекува хемороидот, дека за 2 недели нема да се појави повторно. Во случајот на хемороиди морате многу да внимавате што јадете и колку јадете. Храната, во случајот на све што е поврзано со дигестивниот систем, е можеби 90% важноста е на самата исхрана. Намирниците кои што се употребуваат, како тие се подготвени, колку сирови зеленчуци јадеме, свежи, односно колку јадеме пржена храна, термички обработена и богата со заситени трансмасти. Понекогаш и кантерионот се употребува како решение кај оние кои што имаат проблем. Не е трајно решение, туку моментно за ослободување од симптомите, но очигледно дека кантерионот има навистина многу широки примени. Точно ли дека може да помогне и кај депресијата? Апсолутно. Дека има дури ефект сличен на лекот Прозак. На лекот Прозак, точно лекот Прозак, генерички флуоксетин, го имаме и Прозак е во Америка, кај нас постои како флуоксетин и поновите генерации и од домашните производители на лекови, го има и од увоз. Студиите објавени во светски релевантните медицински списанија велат дека екстрактот од кантерион има 83% од активноста на флуоксетинот. 83%? 83%. Сега, кога ќе видите дека тоа всушност може би предходната генерација, значи предходникот на флуоксетинот, синтетска молекула, имала може би 60% од активност, испаѓа дека хиперикумот, односно кантерионот е подобар отколку самиот флуоксетин. Од друга страна, но не чајот кантерион. Не. Туку екстракт. Екстракт, говориме за екстракти, говориме за производи кои што се повторно во облик на меки желатински капсули, во кои што внатре во таа мека желатинска капсула се наоѓа соодветно ароматично масло добиено од листовите на кантерионот. Од цветот на кантерионот се подготвуваат производи за терапија на кожни заболувања, за екзема, за атопија, додека од листовите се подготвува производ наменет за перорална употреба. Во принцип делуваат антидепресивно, ќе делуваат севкупно на подобрување на психичката стабилност на човекот. Значи не е само депресијата, онаа блага до умерена, веќе кај изразената треба соодветна конвенционална терапија, меѓутоа кај благата до умерена депресија, кантерионот во облик на меки желатински капсули е дефинитивно лек од избор. Кога станува збор за чаевите, тука е зелениот чај. Се верува дека може детокс на организмот да направи, луѓето го пијат во големи количини. Веќе споменавте дека и количината на чајот треба да биде ограничена, односно тајната во умереноста. Како да се зема зелениот чај? Наутро, навечер, попладне, може ли секој дневно во големи количини? Знаете како, ние како нација кафе пиеме секојдневно, по многу кафе пиеме, што и да правиме, секогаш седнуваме на кафе, тоа се кафење и кафење испиени во текот на денот, односно внесен е кофеин во условно кажано дури токсични дози. Организмот наш е таков каков што е, хепарот е тој, успева сето тоа да го изметаболизира. Зелениот чај содржи скоро иста количина на кофеин, како и поквалитетниот зелен чај. Така да, ако пиеме зелен чај, ќе го заборавиме кафето. И обратно. Зелениот чај како таков, бидејќи не го вариме, туку ќе сичката, односно спрашената растителна суровина, ја прелеваме со условно кажано вода на 90 степени, никогаш не е таа на 100 степена, пониска е температурата, температурата е многу битна затоа што на различна температура се екстрахираат различни активни компоненти. А ако претераме држејќи ја кесичката внатре или пак прекратко ја конкретно за зелениот чај, ако ја заборавиме кесичката на пример половина час,
внатре самиот чај ќе има, кога ќе се напиеме една голтка, ќе доживееме како стегање во устата. Ќе има променет вкус. Да, вкусот е променет, односно доаѓа до екстракција на катехини се викаат соединенијата, кои што делуваат констипативно, односно доведуваат до стегање на слузокожата, до стегање на крвните садови. Тие имаат благопријатен ефект кај определени здравствени состојби, но не и во случајот кога зелениот чај сакаме да ни биде наменет за детокс, како антиоксиданс, за освежување, нели, за будење наутро, тогаш катехините не ги сакаме во нашиот екстракт. Значи да не претеруваме со ставање на кесичката 5 до 10 минути е 5 до 10 минути. На 90 степени споменавте. Чај никогаш не се подготвува веднаш од рингла вриечката вода на 100 степена, него да 85 до 90 степена. Значи да не е по онаа млака да можеме да ја издржиме, значи да е потопла, но не врела. Бидејќи на 100 степена не само што витамините се уништуваат, кои што се итекако застапени во хербалните суровини, туку и дел од активните компоненти се разградуваат. Така да сакајќи да добиеме благопријатни ефекти од тие активни компоненти за организмот, ние со вриечката вода на 100 степена може да добиеме некое токсично соединение, па да испадне и проблем од нели нашиот чај. Многу често можеме да видиме реклами за хербални продукти, за хербални чаеви, за слабење. Да, се ветува дека може да јадеме што сакаме, колку сакаме, со не знам, 2-3 чаши чај во текот на денот ќе ја изгубиме посакуваната тежина, односно ќе си го регулираме и метаболизмот и недели ќе тежината. изгубиме 15 кила, а при тоа ќе јадеме и бурек, ќе јадеме и хамбургер, ќе јадеме све што не треба, али најбитно од све тој чај да го пиеме, кој што чај чини нели мал милион пари. Во принцип тоа се чаеви, односно хербални суровини кои што ќе делуваат на забрзување на метаболизмот, односно на забрзување на дигестијата, така да еден од ефектите ќе биде почесто празнење на цревата, па дури и течна столица, односно диареја. И вториот механизам по кој што делуваат, односно суровините кои што ги содржат, е забрзување на работата на бубрезите, односно побрзо филтрирање на течностите во организмот и почесто уринирање. Дека ќе се ослабне 15 кила за 2 до 3 недели, не верувам, воколку нели не внимаваме што јадеме и колку јадеме, меѓутоа дека тој чај знае да направи проблеми и текако. Може да се доведе организмот во состојба да се пројави еден синдром на иритабилно црево, кој што веќе е медицинска дијагноза за кој што постои терапија класична, конвенционална. Постојат луѓе кои што ете така, нели, да заслабнат, ваков чај, онаков чај, не знам, вакви слимлайн капсули и на крајот да се доведат да завршат на клиника во интензивна нега. Така да не е воопшто безазлено. Да, воопшто не е најдно. Што се, кога зборуваме за хормоните, дали лековитите растенија, хербалните препарати, хербалните лекови може да влијаат и на нивото на женските хормони, да речеме? Што се тоа фитоестрогени? И на женските, меѓутоа влијаат и на машките хормони. Значи, можат на сите хормони во телото да Вие спомнав претходно ашвагандата, која што делува на ниво на кортизол. Кортизол е еден од борците во хормоналниот, во ендокриниот систем. Фитоестрогените тоа се жените во менопауза кои што имаат неподносливи симптоми како што се топли бранови, несоници, нервози, обично посегнуваат по вакви препарати на природна база, не сакајќи да пијат хормони. Точно. И убаво е тоа што го прават и треба да биде така, бидејќи знаете како и современата медицина, односно современите лекови, преку 90% од нив се базирани на тие традиционални употреби на лековите растенија, односно изолирана е активната компонента од растението хемиски во лабораторија, е модифицирана за да се добие зголемена, например, подвижност, односно зголемена пермеабилност, побрз влез во клетките, односно појак ефект. Фитоестрогените како такви се присутни во голем дел од растенијата. Ќе ги ублажат симптомите на менопаузата, односно перименопаузата, но не до степен да тие исчезнат. Значи не треба да се надеват жените на чудо, дека ако пијат чај, да речеме од мака,
ќе се решат проблемите? Апсолутно. Нема да се решат. Меѓутоа, дека денот ќе биде поубав, дека ќе имаат многу повеќе енергија, дека нема да се оптеретуваат со банални работи, пиејќи го чајот од мака или таблетката мака или ашвагандата, тоа да. На крајот на криштата, знаете како сите ние старееме. И нели животот е таков да од мало дете преку пубертетот, адолесценцијата влегуваме во едно зрело доба и после тоа влегуваме во период на пауза, кога организмот се менува. Поентата е таа пауза да ја поминеме со помалку стресови. Дека губењето на циклусот, сите тие нели климактерични врукини и сето тоа е многу физиолошки, така треба да биде. Кај некоја жена се поизразени, кај некоја не се толку изразени, ама тоа е све, сите сме различни. Фитоестрогените ќе помогнат да се надминат оние посериозните симптоми. Например, воколку се неподносливи тие климактерични врукини или воколку таа нервоза што се јавува при промена на организмот е до толку присутна да едноставно жената се искара со сите што ги познава. А се случува? Се случува, живи луѓе сме. Додека од друга страна ќе видите, например, хербалните лекови од типот на трибулусот, па официјалната медицина ги признава и ги препорачува во терапија на машки стерилитет, како еден од најдобрите лекови официјални за подобрување на спермограмот, односно сперматогенезата кај мажите. И моето последно прашање, има ли лица кои што не би смееле да примаат хербални лекови, односно растителни препарати? Воколку сме пречувствителни, алергични на конкретно растение, односно конкретна хербална суровина, тогаш нема да го употребуваме тоа. Меѓутоа, друго можеме да употребуваме. Или некое сосема трето растение. Во принцип, ние сме сите нели дел од природата, природните лекови се можеби најдобри за нас. Постојат лица каде што не смеат да се ординираат синтетски добиени конвенционални лекови, меѓутоа за природните лекови не. Можат сите да ги употребуваат. Нема ограничување. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, на вистина една интересна емисија, полна со нови информации. Сите научивме нешто ново кога станува збор за здравјето и лековитите растенија и понатаму се тука непресучен извор за нови и нови сознанија во медицината. Во служба на нашето здравје. Да, благодарам, Мари. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.